Добар ден, почитувани. Го следите магазинот за родителство 0+ месеци. Се повеќе тинејџери се незадоволни од својот изглед кога ќе се погледнат во огледало. Како тоа влие на нивното психичко здравје? Што да се преземе ако броењето калории почне пред да се научи таблицата множење? Дали незадоволството од изгледот е само фаза или аларм што може да води кон анорексија, булимија, па дури и депресија? Што може да направат родителите за своите деца кои растат гледајќи слики што поминале низ филтри за разубавување? На оваа тема денеска разговараме со асистент доктор Билјана Гагачовска, субспецијалист по детска и адолесцентна психијатрија. Како и досега, емисијата ќе биде контактна, што значи дека ќе можете да се јавите на телефонот на телевизија Телма и да се вклучите со прашање во програма. Останете на Телма. Младите се под притисок да изгледаат совршено, па изгледот го стават пред здравието. Може ли тоа да води кон нарушување во исхраната? Зошто младите гладуваат? Ќе прашаме денешната гостинка во студиото на Телма, тоа е асистент доктор Билјана Гагачовска, субспецијалист по детска и адолесцентна психијатрија во Универзитетската клиника за психијатрија во Скопје. Докторке, добре ни дојдовте во магазинот за родителство 0+ месеци. Добро ве најдов. Многу ми е драго што ме поканивте и решивте да разговараме за една сериозна тема на која што за жал не се дава многу гласност и некако се занемарува, а во основа има многу голем замав се повеќе и повеќе во денешното време помеѓу младите и помеѓу децата. Помеѓу децата, така децата и воопшто младите, тинејџерите пред се понезадоволни од сопствениот изглед, веруваат дека другите се подобри и поубави од нив. Па што е причината за појава на едно вакво чувство? Не сум доволно убав, не сум доволно убава на оваа возраст. Имајќи во предвид дека живееме во општество каде што се повеќе се изместени вредностите и се повеќе ги гледаме филтрите и живееме во еден виртуелен свет каде што убавината и вредноста на една личност се вреднува преку надворешниот изглед, тоа филтрите кои што се поставени, за жал децата се идентификуваат и се споредуваат со она што не е реалност, што на некој начин за нив представува една реалност. Обидува да се вклопат во еден нереален калап. Да, еден калап кој што постои, кој што за жал сите ние возрастните го дозволуваме да се случи, наместо да се вратат кон оние вредности кога што нивниот квалитет би се вреднувал преку нивната добрина, преку нивната емпатија, преку нивната човечност. Сето она кое што го донесе темпото на модерното живење, за жал предизвикува еден момент каде што отуѓеноста доведува до барање на контрола, а најлесниот начин да ја добиеш контролата е преку храната. На која возраст обично децата почнуваат да размислуваат дека имаат вишок килограми и да бидат незадоволни од сопствениот изглед? На колку години имаат, еве што говори вашето искуство? Имајќи во предвид дека децата веќе стануваат од 6-та година свесни за сопственото тело, но некаде кон 10-та година, посебно помеѓу 10-та и 13-та година, кога се случуваат оние физички промени, хормонски промени за кои што детето не е подготвено, но ги чувствува и се појавуваат во неговото тело, тогаш веќе се најизразени како момент кога не се прифаќаат, не се сакаат, иако границите се многу поместени, имајќи во предвид дека мојот најмлад пациент бил на 8 годишна возраст, кој што имал анорексија и да биде уште поинтересно беше момче, кој што беше незадоволно од изгледот и мислеше дека е дебело. Обично овие нарушувања ги поврзуваме со девојчињата, но очигледно дека и момчињата се подложни на истите предизвици. За жал стереотипите постојат, да, а кај девојчињата се почести и поизразени, но не помалку страдаат и момчињата. Кај нив се појавуваат во малце поразлична форма, но секако се присутни и во моментот можам да кажам дека грубо... Може би те помалку зборуваат за тоа? Да, имајќи во предвид дека се расне детето, машкото дете, дека емоцијата е на некој начин забранета, дека да бидеш машко немаш емоции, се уште така.
помалку зборуваат и помалку искажуваат. И малку менува формата, кај нив е повеќе поврзана со мускулната дисморфија, односно вежбањето, немањето доволно мускулна маса, немањето добар изглед, па користењето на протеини, суплементи, малце поразлична е формата која што ја преживуваат, но што не значи дека не страдаат од расстройство во исхраната. Имате ли чувство дека децата денеска се обидуваат порано да пораснат? Можеме да видиме девојчиња на 8-9 години кои што зборуваат за дневни ноќна рутина на нивната кожа, за дневни ноќни креми, нанесуваат шминка. За жал, пак ќе се навратам, имаат едно украдено детство. Виртуелниот свет, инфлуенсерите, Инстаграмот, ТикТокот, Фејсбук го направи тоа. Децата брзаат да пораснат, прерано се сексуализираат за жал. Може да видите деца кои што не се соодветни, не функционираат за сопствената возраст, не изгледаат за сопствената возраст, а сепак се деца. Може би нивните тела го пратат моментот на она што го зборуваат, но нивната емоција, нивната психа е далеко од она што тие го кажуваат, бидејќи на таа возраст детето треба да ја чувствува играта, треба да ужива во играта, треба да ги прави оние детски работи. Тоа е едниот момент. Од друга страна, темпото кое го живееме не ни дозволува да разговараме со децата. Емотивната празнина, она дете кое што не е слушнато, она дете кое што не е видено, брза да порасне, за да може да има глас, за да може да се избори, да го каже она што го чувствува и она што го мисли. Така да, за жал, денешните генерации имаат едно украдено детство и се повеќе гледаме како одскокнуваат и не го живеат вистинското детство и она што го носи детството. Така, очигледно повеќе слоен е проблемот, како што нагласивте. Ајде да проговориме за самодовербата кај младите. Очигледно е поврзана со физичкиот изглед, не со карактерот, ниту со вештините, за жал. Може би и кај возрастните веќе истото се случува, но би се задржало уште малку на социјалните мрежи. Колку тежат лајковите на Инстаграм врз детската самодоверба? Што значи ако тие отсуствуваат? Што ако детето е присутно на Инстаграм, а не добива внимание, ниту лајкови? За жал, многу често го користиме овој збор за жал, вреднувањето се случува преко социјалните медиуми. Лајкот е оној кој што покажува дали едно дете, една личност е доволно значајна, доволно вредна и сето тоа се отсликува во неговото секојдневно живење. Кога светот на тинеџерите, па и на возрастните, светот на возрастните, живее во просторот на виртуелниот простор, единственото нешто таму се тие лајковите. Од една страна, од друга страна да бидеме реални, ние возрастните ги користиме филтрите. Меѓутоа, наместо да бидеме филтерот кој што децата ќе, оној филтер кој што ќе доставиме до децата одредени содржини, тие самите го наоѓаат патот на Инстаграмот, каде што се споредуваат со нешто што е нереално. Значи, тие самите гледаат едни идеали, едни совршени ликови, совршени сцени, насмевки, емоции, кои што во реалноста не се баш присутни и не можат да направат идентификација со нешто кое што е реално, туку на кое што го гледаат и тежнат, бидејќи очекувано и нормално е да не изгледаат така како она што го гледаат по Инстаграмот или по ТикТокот или по Фејсбукот. И тука настанува оној момент на внатрешниот конфликт и губењето на самодоверба. Јас не сум како другите, јас не сум доволно добар или доволно добра, мене не ме сакаат, не ме прифаќаат. И ако врз сето тоа што се случува во тој виртуелен свет, го ставиме моментот и на притисокот кој што се случува во училиштето, булингот за кој што се повеќе се зборува и кој што е присутен, отсуството на семејната хармонија, отсуството на емоцијата и топлината во домот, доаѓаме до едни отуѓени тинејџери кои што и да имаат многу лајкови, повторно немаат самодовербата. Така, значи не е во никој случај поврзана самодовербата со лајковите? Поврзана е во секој случај, но може повторно циклично да дојде до... За жал е поврзана во денешно време и тоа многу. И сето тоа имаме еден порочен круг, што е прво. Така.
Кога зборуваме за менталното здравје кај младите, кај децата, дали тоа може да се види, да се забележи на нивното тело во однос на килограмите? Да. Она што се забележува, се почесто имаме деца кои што имаат прекумерна телесна тежина. Тинеџери кои што влегуваат во групата на дебелина. Имате од другата страна на спектарот тоа вие тинеџери кои што страдаат и се изгладнуваат. Нивното тело делува изморено. Го нема сјајот, ја нема ведрината на детскиот дух, на тинеџерскиот дух. Знам дека тинеџерите се лутат доколку ги нарекуваме деца. Меѓутоа, уморот кој што го чувствуваат, изгледот кој што го имаат, се првите симптоми и знаци кои што се забележуваат. Така. Сега, имаат ли некои предупредувачки моменти, ситуации кои што можат родителите да ги насетат и да сватат дека нивното дете има некакво нарушување во исхраната, поради незадоволството од сопствениот изглед? Видете, тоа е многу суптилно. Дете кое што одбегнува да јади заедно, дете кое што не седнува на трпезата, дете кое што започнува да брои калории, кое што бара да биде на диета, дете кое што прескокнува оброци. Од друга страна, дете кое што започнува интензивно да вежба, дете кое што се чувствува лошо, за време на оброкот или веднаш после оброкот, наеднаш го нема од просторијата, многу често оди во тоалет. Се суптилните знаци кои што, за жал, не се забележуваат и многу доцна се откриваат. Но тие се оние моменти кои што го даваат првиот, да речам, првиот впечаток дека нешто се случува. Од друга страна имаме дете кое што е тажно, кое што се повлекува, станува иритабилно, станува анксиозно, станува со променливо расположение. Зборувам како промена која што претходно не била секојдневна и вообичаена, кој што плаче, кој што се изолира, не сака да се дружи, не сака да излегува, сето тоа се симптоми кои што можат да укажат дека нешто се случува со детето. А може ли се да изгледа во ред? И детето да има здрав физички изглед, а сепак да постои еден проблем со исхраната? Да, многу. Или со менталното здравје? Во секој случај да, бидејќи анорексијата е едната форма на расстройствата на нарушувањата која што се забележува. Но имаме и други форми на нарушувања кои што се пропратени со нормална телесна тежина и со добар, навидум добар изглед, но кријат многу подлабоки психолошки страдања, емотивни страдања на детето. Тука го имате моментот на компулсивното прејадување или многу познатиот англиски израз binge eating. Ја имате булимијата. Многу често булимијата е пропратена со нормална телесна тежина или со зголемена телесна тежина. Од друга страна и дебелината сама по себе е расстройство во исхраната. Споменавте доста термини, ајде да разјасниме еден по еден. Споменавте булимија. Што е тоа точно? И како се разликува од анорексија? Анорексијата е свесно, своеволно ставање на рестрикции на храна со цел да се подобри телесниот изглед, односно личноста детето или возрастниот смета дека има зголемена телесна тежина, дека е дебел или дебела, дека не се гледа убаво, не се доживува убаво, иако реалноста воопшто не соодветствува со онаа слика која што тинеџерот има изградено во сопствената глава. И тука користи методи на крајна рестрикција на храна, одбивање на храна, или пак користење на интензивно вежбање за да ја намали телесната тежина пропратено со рестрикција на храна, исто и користење на лаксативни средства за побрзо да се исфрлат калориите од организмот и да не се залепат за телото. Додека пак булимијата е пропратена со намерно повраќање, односно отфрлање на храната. Детето јади, многу често знае да јади и од повеќе, да се прејадува, и потоа оди своеволно намерно предизвикано повраќа и повторно користи лаксативи или други дополнителни средства за да исфрли храната, и сето тоа е како последица на незадоволството од изгледот и мислата дека е дебела. И во позадина оние мисли кои што
го прават да се чувствува лошо кога прима храна. Така, но овие состојби се присутни кај деца кои што реално и немаат никаков проблем со телесната тежина, кои што дури се и слаби. Да, бидејќи е искривена нивната перцепција за сопственото тело. Гонат и бркаат некои идеали кои што постојат само во нивните мисли, во нивната глава. Најчесто проблемот со исхраната почнува, за жал, во главата, не во чинијата. Овие расстройства во исхраната се навистина сериозни, може да бидат живото загрозувачки. Да, тоа се посебно анорексијата, виетивкиот убиец, кој што се појавува и кој што предизвикува сериозни нарушувања во менталното здравје, во емотивната состојба на личноста и која што трае. Не е ова магично, магично ќе исчезне или начинот доколку се забрани да се прави тоа или се каже дека треба да се јаде, ќе престане и ќе помине. Мислам, станува збор за една сериозна состојба каде што е нарушен прво односот со самиот себе и со сопственото тело. Значи, детето има нарушена слика за себе, има нарушена слика за сопственото тело, нарушен однос со себе си. Потоа имаме нарушен однос со исхраната и, како што споменав, начинот за да ја има детето контролата се случува преку храната, најчесто преку рестрикцијата на храна. И секогаш во основата стојат многу подлабоки механизми кои што се одвиваат и случуваат, а резултираат со таа анорексија или со булимија или со прејадување или со дел од другите расстройства кои што се. Ќе проговориме и за прејадувањето, само да ги поканиме гледачите од овој момент да се вклучат во магазинот за родителство 0+ месеци со нивни прашања. Почитувани, до крајот на денешната емисија ќе имате можност да се јавите на телефонскиот број кој што е испишан на екранот и да поставите прашање, значи емисијата е контактна. Ние продолжуваме понатаму. Колку често имате пациенти кои што се јавуваат на психијатар со булимија или пак со анорексија? За жал се почесто и почесто, иако многу почесто доаѓаат кога веќе ќе биде состојбата сериозна и кога имаме живото загрижувачка ситуација или страда веќе имаме поголем соматски проблеми, страда телото органски, но зачестуваат и доаѓањето на тинеџерите првично на психијатар да побараат помош, бидејќи реално не оди само со себе. Секогаш е придружено и со други однесувања кои што веќе стануваат проблематични, со други емоции, како например депресивноста која што се појавува, избувливоста, анксиозноста, па така доаѓаат да побараат помош и да се открие дека станува всушност збор за расстройство на исхраната. Расстройство на исхрана. Сега кога зборуваме за нарушување во исхраната, има една состојба што се нарекува пребирливост во исхраната. Дали е тоа проблем или не? Бидејќи има деца кои што си се пребирливи. Значи, пребирливоста сама по себе не е патологија. Меѓутоа има едно расстройство кое што се вика, на македонски би било расстройство со тотално избегнување и рестрикција на храната, кое што не е поврзано со телесниот изглед. Значи, децата одбегнуваат или прават силна рестрикција на храната, не затоа што сметаат дека се дебели или сакаат да ослабат, туку затоа што имаат одредени стравови, имаат сензорни потешкоти со примањето на храната или се плашат да не можат да голтнат и доаѓа од ред други потешкоти. Дотека пак пребирливост едноставно станува збор за вкус. Некој вкус е добар, некој вкус не е добар. Но тоа не значи само по себе дека е патологија. Значи, ова другото што го споменавте? Ова другото е расстройство кое што не е поврзано со изгледот и со телото, но се случува и може да води до сериозни последици. А поврзано со одреден тип на храна или не? Кај секој пациент се разликува или постојат некои продукти кои што доминираат? Се разликува типот на храна кој што го одбегнуваат, се зависи која е позадината на симптомот. Симптомот би бил рестрикција на храната или одбегнување на храната, но причината поради која што се јавува зависи од секој случај индивидуално. Например,
еден случај практичен од мојата пракса. Имавме девојче кое што беше во тотална не рестрикција, во тотално одбивање на примање на храна, но не беше проблем изгледот. Девојчето имаше психотична декомпензација, односно слушаше гласови, кои што гласови му кажуваа дека доколку прима храна, односно доколку јади, незините блиски ќе им се случи нешто лошо и нема да ги има и ќе починат. Зборуваме за девојче кој што беше на 10 годишна возраст. Детскиот мозок то не може да го разграничи, дали е реалност или не, и престана да јади. Тоа престанување да јадење водеше до престанување на примање на течности, кој што во ток на една седмица предизвика други здравствени проблеми. Така. А то не е поврзано со незиниот изглед. Или едно детенце кое што беше на 7 годишна возраст, кое што имаше проблем, се плашеше дека ќе се задави. Бидејќи се случило кога јадел гевреча, да се закашла и да се засркне, и од тој момент кај детето беше појавен толку изразен страв, што многу минимално јадеше и одбиваше да јади од стравот да не му се повтори истото. Но не беше причината изгледот. Така, има и млади луѓе кои што се фиксираат на некои мали недостатоци во својот физички изглед, дури никогаш се и непостоечки. За околината се исклучително неважни, дури не можат ни да се забележат, но за нив представуваат огромен проблем. Тоа е така наречената телесна дисморфија, која што е расстройство кога одредени работи ги гледа личноста младите поинако од она што се. Многу често тоа може да биде носот, многу често тоа може да бидат ушите, можат да бидат градите или одредени други делови, каде што ги доживува поразлично, и тоа е една искривена слика за реалноста. Се одбегнуваат огледалата, понекогаш може да биде тој проблем незабележителен, понекогаш може да биде непостоечки, пак е поврзан со позадина на други непријатни емоции кои што детето ги чувствува и од кои што бега и се справува на овој начин. Но, за жал, во детската глава се вистински и се многу постоечки. Значи, доколку детето постојано е пред огледало или пак избегнува да застане, тоа може да укажува на некое нарушување, расстройство, како што треба да се решава. Да се види и да се обрне внимание зошто, како, што. Што се случува, многу често се прибегнува дури до естетски интервенции со цел барање за естетски интервенции, со цел да се реши некој проблем кој што реално не постои. Но сликата, перцепцијата која што личноста има, дека тоа е вистинско. Тоа е неговата субјективна реалност. Тука не е доволно родителот да разговара со детето? Или е потребно нешто, некој по-суштински, подлабока интервенција? Се би било до кој степен е проблемот. Нормално дека родителот е првиот кој што ќе пристапи и ќе го праша детето, но никогаш, да кажам, со наредба и контрола. Како се чувствуваш? Што е тоа што ти предизвикува проблем? Што е тоа што те тера да го одбегнуваш огледалото? Или пак, што е тоа што постојано те тера да бидеш пред огледалото? Како го сакаш своето тело? Колку го сака своето тело? Секогаш родителот е првиот кој што ќе го увиди проблемот и е првиот чекор во решавање на проблемот. Меѓутоа, доколку состојбата е посериозна и вклучува посериозни нарушувања, задолжително е барањето на стручна помош, но тоа не е исклучува улогата на семејството и на родителот, бидејќи овие проблеми не се само на детето. Овие проблеми се проблеми на целото семејство. Доколку родителите забележат дека детето го става изгледот пред здравието, дека се изгладнува, дека не јаде доволно, ја турка храната, нисчинијата, како да разговара со него? Бидејќи со тинеџерите во принцип не е едноставно да се зборува. Многу е тешко да се разговара со тинеџерите, но и ние возрастните понекогаш забораваме дека и ние некогаш бевме тинеџери. И малце го имаме оној момент, знаете, пак ќе повторам, сериозноста на живењето на возрастните ги тера да бидат малку по-брзи
и одма имаш ајде не јади, прекини со глупости, не пребирај, види се што правиш, не изводи. Изеди го во чинијата. Изеди го, или пак другата, доколку има зголемена телесна тежина, види се на што изгледаш, како е ова, прекини да јадиш. Тоа е другата страна на спектарот. За жал, најлошите можни пораки кои што ги даваме на детето, бидејќи секако детето има проблем со мислите и тие се баш тие мисли кои што го оптоваруваат. Најдобриот начин би било да прашаме на што викам што е проблемот. Како се чувствуваш? Што е тоа што те тера да прекинеш да јадиш? Дали храната ти пречи? Дали има некаков проблем со храната? Но најважно е да видиме како се гледаш, како се доживуваш, но и да не заборавиме дека децата се огледало на возрастните. Треба и нас да не гледаат, бидејќи не е само работите кои што ги кажуваме. Работите кои што ги правиме, детето е како сунгер. Ова расстройство не се случува преку ноќ, ова расстройство не се случува на 10 или на 13 или на 16 години. Ако имате едно дете кое што гледа дека своите родители, дека ги гледа родителите кои што не се задоволни од изгледот, кои што го доживуваат собственото тело, наместо со уживање, го доживуваат како казна или како болка или како причина за нервоза, тоа би развило еден нездрав однос со собственото тело. За да може едно дете да развие здрав однос со себе си, а вклучително и со храната, треба да ги гледа возрастните како го прават тоа. Така. Ние сме примери всушност возрастните, а и многу е важна семејната динамика во целиот овој процес. Да, во секој случај да, бидејќи се она како што споменав се работи со цели семејства. И сега, на другата страна на спектарот е пријадувањето. Дали тоа значи дека дебелината кај децата понекогаш може да биде последица на негативните емоции што ги имаат во себе? Не секогаш, понекогаш дебелината е последица на одредени метаболни нарушувања, но многу често пријадувањето е механизам со кој што се справуваме со негативните емоции кои што се јавуваат. Како например силата и интензитетот на емоцијата кој што не може да се поднеса, се решава со храната. Например, осаменоста, празнината се пополнува со храна, болката, тагата се потиснува со храна. И еден од најлесните механизми за справување со тие лоши на некој начин емоција, не се лоши, тоа се емоции, кои што треба само да ги разбереме, е пријадувањето и чувството кое што ни го дава од кога ќе се случи тоа јадење во моментот и веднаш потоа чувството на вина, чувството на срам од кога ќе се случи тоа пријадување. И сега како се препознава емоционалното пријадување, докторке? Како родителите да знаат дали нивното дете јаде бидејќи има голем апетит или бидејќи се чувствува лошо? Дали тоа дете секогаш јадело така? Аха. Дали се случило наеднаш, суптилно, пред извесен период? Дали тоа дете е истото дете кое што било од претходно, во смисла дали почнува да се повлекува, дали делува тажно, дали се изолира? Сите оние моменти кои што се промени, од имате дете кое што се прејадува, а во ниеден случај прејадувањето не е добро, ниту од физички, ниту од психички аспект. Така да моментот кога е настаната промената. Оти ако имате едно дете кое што има здрав апетит, кое што е рутина да јади, а да нема зголемена тежина, тоа за него е нормално. Имаш деца кои што трошат повеќе, кои што имаат побрз метаболизам и тоа е нормалното функционирање на тоа дете. Но едно дете кое што условно кажано јадело одредена количина на храна и сега наеднаш забележуваме дека се прејадува, дека на некој начин бута храна, не е тоа на јадење со уживање, треба да ни даде аларм дека можеби нешто се случува. И повторно родителите се тие кои што го имаат првиот пристап до детето. Како се чувствуваш? Што е тоа што те тера? Разговорот е всушност комуникацијата клучна. А кога зборуваме за емотивното пријадување, дали е врзано и тоа со одреден тип на храна, например колачи, сладко, благо? Често, да, многу често пријадувањето, емотивното пријадување е поврзано со, како што спомнавте, благите работи, сладките работи или нездравите работи. Нешто што дава задоволство со вкусот. Дава брз допамин, дава чувство на улабавување, знаеме сите шекерот што ни прави во организмот, или пак она
брза храна, нездрава храна, бидејќи до сега немам забележано некој од брокола да се преадел или од краставици и моркови, искрена да видам. Најчесто тоа се случува со се она кое што е забрането. И тука го имаме моментот на забраните. Аха. Така и на тоа, значи, треба да се внимава и да се стави акцентот при анализата, нели, доколку се јави некаков проблем. И сега споменавте дека семејството, семејната динамика, семејните релации се многу важни за да не се случи едно вакво нарушување во исхраната кај детето и се поврзани со менталното здравје. Но на каков начин пак училиштето е во корелација со развивањето или пак решавањето на овие состојби? Истото она што се случува, видете, ниту семејството, ниту училиштето се причината. Меѓутоа, се случуваат одредени работи и динамики кои што доведуваат до појава на овие состојби и ги провоцираат. Така да и училиштето може да биде поддржувачка, меѓутоа може да биде и отфрлачка средина. Доколку детето во училиштето не е прифатено, доколку е ословувано за изгледот. Само на кое што треба највеќе да се внимава е да се прифаќаат различностите, бидејќи ќе се навратиме на почетокот на темата на социјалните медиуми и филтрите. Не може сите да бидеме исти. Секое тело е уникатно и прекрасно на свој начин. Кога ние ќе се научиме да ја сакаме собствената различност, да ја прифатиме и разбериме, тогаш нема да сакаме да бидеме во онај калап на филтрите кој што е невозможно да го достигнеш. Така да повторно тука се возрастните и во училиштето, кои што му ја даваат таа поддршка на децата, стручните служби, психолозите, сите училишта имаат психолози. Голем дел од времето децата поминуваат во училиште. Многу често токму во училиштето се забележуваат првите промени. Колку е тешко да се надминат нарушувањата со исхраната во тинеџерската возраст? Голем предизвик е. Не е невозможно, меѓутоа е голем предизвик и е долгорочен процес? Долгорочен процес, пат на долги стази. Не е нешто што ќе се реши преку ноќ. Вклучува мултидисциплинарен пристап, се зависи од тежината, значи тука не можам да кажам дека во оние потешки состојби го решаваме само ние проблемот. Кај тинеџерите до 14-тата година работиме заедно со педијатрите и имаме прекрасна соработка, значи вклучени се гастроентерохепатолози, ендокринолози, нутриционисти, кои што го имаат оној органски оддел го покриваат. Психолозите се многу значаен фактор и се работи со целото семејство. Значи ова е процес кој што вклучува целосна промена. Во одредени ситуации ние даваме фармаколошка терапија, која што е потребна. Што се тоа, антидепресиви се? Или? Зависи од ситуацијата и од сериозноста на состојбата. Тоа може да биде антидепресивна терапија, адјувантна антипсихотична за корекција на мисловниот процес, анксиолитична привремено терапија, пак ќе повторам во зависност од тежината, но... Доколку е поблага формата, има ли потреба од некаква терапија или се доволни разговори со психолозите? Тоа сакам да кажам, но никогаш терапијата сама по себе, фармакотерапијата, нема да го реши проблемот. Секогаш значи нема волшебна апче која што ќе реши состојбата. Комбинирано е со психотерапија која што е индивидуална, например се работи на когнитивно бихеовирално ниво, односно променување на мислите и однесувањето, но исто така многу е важна и семејната терапија, бидејќи целото семејство е вклучено во тој процес. Кажете ми, семејството прифаќа ли дека има некаква одговорност во целиот процес, за целиот проблем? Тешко ли им е да се соочат со нешто такво, дека тие треба да одат на психотерапија за да се реши состојбата? На сите првично ни е тешко да ја прифатиме одговорноста. И учеството во создавање на ситуацијата. Но покрај првичното, например, првичниот отпор, секогаш за доброто на детето и за лично добро, следат тие промени. Бидејќи имате моменти одредени, пак ќе повторам, одредени модели на функционирање доведуваат до појава на расстройства во исхраната. А има еден момент кој што јас многу често сакам да го искористам. За јас да ви помогнам вас, треба јас да сум добро. Што значи тоа? За да може да бидете добра мајка или добар татко, добар родител, прво сами со себе треба да бидете добро
потоа добри со партнерот и на крај да бидете добар родител. Така да не може да ги скокаме работите. Така. Ако родителот не се чувствува добро, ќе се одрази тоа и на сите членови, односно и на децата, на целото семејство. Психотерапијата, односно решавањето на предизвиците, би ги нарекла не проблеми на предизвиците, е еден тежок, макотрпен, но благопријатен процес кој што носи прекрасни резултати за сите вклучени. Во кој случај има потреба од хоспитализација на тинејџерот? Во ситуации кога е загрозено, живото загрозено, здравието, значи кога имаме одредени ситуации кои што веќе водат до страшни рестрикции, кои што со сериозно нарушување на да речем килограмите, паѓање под нормалната телесна тежина, пореметување на целокупниот начин на функционирањето, бидејќи пак ќе повторам, анорексијата е доста сериозна болест и бара сериозен пристап, не често завршува многу лошо и лекувањето е на многу долги стази. И имате два типа на, мислам, комбинирано хоспитализирање. Првиот е момент кога се работи за органското, физичкото, каде што се педиатрите вклучени, и потоа зборуваме за моментот за психичкиот дел, кога ја лекуваме причината која што довела до таа состојба. Како изгледаат разговорите со тинеџерите? Дали тие сакаат да го решат проблемот или сметаат дека не постои никакво нарушување, бидејќи тие едноставно и понатаму не се задоволни од сопствениот изглед и тежнеат да постигнат одреден идеал? Има ли потреба за убедување дека ова е состојба која што води кон сериозни болести? Секој дете и секој проблем е уникатен. Значи има насоки, но нема универзален пристап. Она кое што е најважно е детето да се почувствува разбрано. Тинеџерот да не биде осуден, да биде прифатен и да биде разбран и да се валидизира и да се даде на значење неговиот проблем. Дека да, тој е проблем. Те разбирам. Во зависност од состојбата, ситуацијата и стадиумот на растројството, имате тинеџери кои што да се свесни дека имаат проблем, имате тинеџери кои што апсолутно не мислат дека имаат проблем, па целта е по известно време да разгледаат и да сватат дека тоа што тие го мислат е само нивна перцепција, нивна субјективна реалност, и сето тоа зависи од динамиката и од тежината на во која фаза е растројството. Тинеџерите кои што страдале од анорексија, булимија, она нарушување со пребирливоста или пак со емотивното прејадување, откако ќе го надминат проблемот, откако ќе го надминат растројството, дали потоа при првата криза во животот можат повторно да западнат во истата состојба? Надминувањето на растројството е, како што кажав, пат на долги стази. Целосна промена на начинот на размислување, прво на односот со себе си и со сопственото тело, потоа на односот со храната. Така да динамиката е, сите овие проблеми имат динамика. Ништо нема магично апче, нема магична техника. Има една изрека, човек учи додека е жив, односно повторувањето е мајка на знаењето. Сите овие работи се повторуваат и се прават тековно. Не значи дека при првата криза ќе се лизни назад, многу е веројатно, постои како можност, но тоа не значи дека треба да се обвинува или да се казнува за тоа. Да, добро, ми се случи, окей, свесен сум, продолжувам напред. Така да нема универзално правило. Да, може да се случи, но може и да не се случи, бидејќи тоа е процес кој што трае. Не е процес кој што, да речеме, зема една седмица, еден месец, 3 месеци. Лекувањето на растројствата во исхраната е долгорочен процес. Родителите доколку забележат дека нивното дете има, односно нивниот тинеџер има некакво нарушување во исхраната, дали треба веднаш да побараат стручна помош? Првото нешто кое што треба да направат е да разговараат. Она пак ќе се повторам без осудување.
без наметнување на контрола, а најчесто без повишување на тона, најчесто тоа се случува од стравот, бидејќи секој родител, значи секој родител се плаши тоа, немоќта не тера да повишуваме тон. Немоќта не тера да викаме, бидејќи исплашеноста родителот апсолутно страхува и не знае како и што да прави. Доколку се забележува дека тоа продолжува, би било најдобро да се побара стручна помош. Тоа не значи дека секогаш треба да се оди на психијатар. Значи прво може да се проба да се разговара со психолог. Ке повторам, во училиштето има достапни, тука се училишните психолози, има психолози кои што се достапни и доколку и сето тоа не помага, задолжително да се побара стручна помош. Тука ги имаме иматичните лекари кои што треба се обучени да препознаат и да видат што, колку и како и до каде е ситуацијата. За да се вклучи проблемот е, пак ќе повторам, мултидисциплинарен и мултисистемски се решава. Така. И ќе треба да ги научиме децата да бидат задоволни од сопствениот изглед, да престанат да се споредуваат со нереалните, филтрирани проекции за убавина, што се достапни на социјалните мрежи. Веројатно треба да се тргне од тука и да уживаат во сопствената кожа. Да, а тоа како ќе го направиме? Кога ќе им дадеме пример. Кога ние ќе се научиме да уживаме во сопственото тело. Телото ни е дадено, секогаш е добро да биде фит, да бидеме здрави. Сите сакаме да изгледаме добро, но не тоа да биде по секоја цена. Кога ние возрастните ќе имаме изграден здрав однос со телото, ќе ги научиме и децата. Кога ние возрастните ќе излеземе од матрицата на филтрите и на живеењето во калап со некои нови стандарди, некои нови квалитети кои што се вреднуваат, ќе им покажеме пример на децата дека има и нешто друго, дека не е убавината. Убавината има многу страни. Убавината има културолошки концепти и постулати. Да се навратиме на времето, Мерлин Монро беше символ за убавина. А сега Мерлин Монро во денешно време мислам дека би била символ за дебелина. Ки беше препорачана некаква диета? Најверојатно. Така. Така да, тоа би било кога повеќе ќе се свртиме во реалниот живот и кога повеќе ќе се прашуваме како сме и ќе разговараме, тогаш ќе излеземе на суштината наместо на од оној виртуелен проблем. Ви благодарам многу за денешното гостување во магазинот за родителство 0+ месеци и што проговоривте за една волку важна и сериозна тема. Ви благодарам и вас и драго ми е што станува се почесто да се зборува за овој проблем. Бидејќи само така ќе се крее на свесност. Да, тука е многу голема улогата и на медиумите, на вас медиумите. Со подигање на свесност и со зборување гласно, оној момент не сте сами. Разбирам. Така. Тука сме. Ви благодарам за сите пораки и совети што ги упативте во денешната емисија. Почитувани, ова беше се во магазинот за родителство 0+ месеци. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и ви посакувам пријатен ден.